Значи новинар кој што не мора да се грижи дали утре ќе има пари да си ги плати сметките, тој новинар е и слободен новинар. За да останеш и да истраеш во оваа професија, треба да ја сакаш многу. Многу поголем дел од времето не води оној адреналин да сработиш кога ќе добиеш добра приказна, кога ќе направиш добро истражување, но на крајот на денот кога ќе дојдат дома сметките за кирија и сметките за струја, вода и храна, плата од 15 или 20.000 е тешко дека може да се замени со адреналин, ти требаат пари. Многу од колегите прифаќаат да прават работи кои што не се професионални, прават компромиси со професијата, прифаќаат да прават прилози кои што се дел од некаква бизнес или политичка пропаганда само за да го задоволат уредникот кој што од друга страна треба да го задоволи газдата и така го уништуваат и својот професионален углед и општо влијаат врз целата атмосфера на новинарството. Новинарите беа дефинитивно едни од најизложените профили на работници за време на епидемијава. Известува од критични и од ризични места се со цел на времено информирање на јавноста, меѓутоа за жал внатре во редакциите тој труд речиси воопшто да не се вреднува. Генерално нема млади новинари, секоја година мал број се запишуваат на факултетите и веднаш потоа се отпишуваат, можеби баш поради овие вакви црни статистики дека новинарството веќе не е ни цената, не е ни платена професија. Младите новинари практично се најмалку платени и доаѓаме до оној момент дека за толку пари би работел секој. Па не е важно дали си квалитетен, доколку си дадеш отказ или ти избркаат поради нешто, си веднаш заменлив за било кој. Многу квалитетни луѓе бегаат од професијата. Не знам, ќе работам нешто друго во некоја невладина. Зашто тука да се мачам за некој кој што не ми дава ниту голема плата, ниту па сигурна плата. И тоа е еден од начините како што се губи квалитетниот кадар во новинарството и се отвараат вратите за понеквалитетните луѓе кои што се подложни да работат било што за таа плата. Со вакви услови во кои што моментално работат новинарите, не знам дали можеме да кажеме дека можеме да понудиме професионални медиуми кои што секако се клучни за секој едно демократско општество.